Аз буки веди. Тоа се првите букви од глаголицата што Свети Кирил ги напишал во 9 век, кога ја создал првата словенска азбука. Славистите со децении спореле за потеклото на браќата, нивните родители, но и местото каде била напишана глаголицата. Сега преовладува така наречената македонска теорија, според која глаголицата е напишана по течението на брегалница или струма. Неколку научници местото каде била напишана првата словенска буква го лоцираат близу штипското село Крупиште, на локалитетот Црвена црква. Иако постојат сериозни предпоставки дека Методи бил епископ токму на ова место во селото Крупиште, на локалитетот Црвена црква, сепак државата не обрнува доволно внимание на тоа и истражувањата на овој локалитет одамна се замрени. Методи бил тука првобитно како воен старешина, а дури потоа ја добил титулата на епископ и покрстувач на словенското паганско население во тој период, нели? Се смета дека и Кирил, неговиот брат, тука напишал 32 букви од азбуката. Локалитетот Крупиште во 1984 година го откри академик Блага Алексова. Таа тврдеше дека токму овде бил обновен градот Равен, каде се изградил катедрален храм за моштите и реликвиите на 15-те тивериополски маченици, со што била поставена основата на првата црковно-словенска организација на Балканот. Како и да е, поради негрижата на државата ќе почекаме да дознаеме дали под овие ниви, троскоти и камења се наоѓа одговорот на прашањето дали Методи бил управител во овој некогашен христијански центар и дали токму тука неговиот брат Кирил ги испишал буквите од глаголицата. Дали во овие ниви само 100 метри од штипското село Крупиште се наоѓа долгобараниот град, односно епископијата, каде според историчарите солунските браќа ја напишале азбуката? Археолозите од Штипскиот музеј оптимисти. Се смета дека и Кирил, неговиот брат, тука напишал 32 букви од азбуката. Овие ископини од темели на цркви современици на светите Кирил и Методи, како и вградените символи во сегашните храмови, кои биле дел од урнатите цркви, се непобитен аргумент. Надежта кај археолозите дополнително се подгрева со зачестените жалби на крупиштани за маката во орање на земјата. Има на 2-30 сантима излеват камење. И тоа големи, те многу пати кога да ореме, плугове ќе скршеме. Во нивата на 60 годишната Блашка, освен жито, се изродија и темелите на така наречената Црвена црква, една од можните храмови каде светите словенски браќа ја напишале азбуката. Троскотот и предпоставките се доволна покривка за тезата на археолозите. Дали словенските браќа, тука, на 10 километри од Штип, во рејонот на Крупиште, токму во оваа црква можеби ја напишале првата азбука, односно првата буква на словенската азбука. Предпоставка е дека на неполн половина метар под оваа плодна почва се кријат темелите на 10 до 13 цркви, како и вечните почивалишта на 5 од 15 свети тивериополски маченици. Кога доаѓа тука Свети Климент за епископ, тука се пренесени моштите на 5 од 15 струмички маченици и со истражувањето околу 85-86 година, или 985-86 година, под раководство на Блага Алексова, тука е утврдено местото каде што би требало да се наоѓат овие остатоци. Новите 200 хектари старите записи сведочат за интензивен живот во првите столетија од доаѓањето на словените. За жал, како што често само нам ни се случува, немањето пари е главната пречка за откривање на вековната тајна. Дали градот на Кирил и Методи бил тука на само 10 километри од Штип или не? Равен, името на мистичниот град, е еднаков на Равенката без непознати. Ископувања ќе има, кога ќе има и пари.